Почитувани, дозволете на денешната пресконференција да изразам задоволство од позитивните заклучоци и прогнози кои вчера беа дадени од шефот на мисијата на ММФ за Македонија. Особено радува што Македонија се гледа како една од земјите во регионот која најдобро се справува со штетните последици од светската економска криза, која што нормално ја зафати и нашата држава. Според прогнозите на ММФ, крајот на оваа година бруто домашниот производ ќе се намали за само 1 до 1,5%, што значи корекција на претходните прогнози за пад од дури 2,5%. Несомнено, македонската економија најдобро се справува со кризата и најбрзо ќе закрепне во следната година од сите земји во регионот. Проекциите на ММФ содействуваат со прогнозите на владата на Република Македонија, што дополнително говори дека монетарната и фискалната политика добро реагирала на кризата и овозможила задржување на економската стабилност во земјата. ВМРО-ДПМН како одговорна политичка партија е многу свесна за предизвиците од оваа криза и прави се што е во нејзина моќ да го ублажи нејзиното влијание во Република Македонија. Добро е што и ММФ забележува дека владата навремено донесе 3 пакети со антикризни мерки насочени кон стопанството кои очигледно го дадоа својот посакуван резултат. Впрочем, бројките го покажуваат тоа. Според Евростат, во однос на падот на БДП, постигнавме втор најдобар резултат во Европа, а забележителен раст остваривме и на Doing Business листата на Светска банка, каде Македонија оствари скок од 37 места и е рангирана на 32-то место на листата, а воедно на овој релевантен меѓународен извештај се бројуваме и во топ 3 земји реформатори за оваа година. Овој напредок е показател дека владата на Република Македонија вложи доста во справувањето со економските предизвици во време на светската економска криза, која што е најголема во последните 80 години. Почитувани, свесни сме дека на македонската влада и престојат уште многу предизвици кои мора да се разрешат, но ве уверуваме дека ВМРО-ДПМН е единствената политичка структура која има знаење, мудрост и се разбира кредибилитет за да се справи со овие предизвици. Ви благодарам на вниманието. Може ако сега да... Да. Вие може би би сакале да коментирате во однос на патувањето на вашите колеги во Австралија. Значи имаше коментари од експертите дека на тој начин се врши партизација на собранието и се става во подребен план во однос на владата. Дополнително што таа делегација се случилето од другите пратеници исклучила. Не би рекол така дека е. Затоа што во многу случаи во други посети на други држави, кога извршната власт има некое одредено патување, подредена посета, често има членови на делегации на собранието во придружба на тие делегации. Така да не би рекол, има и такви случаи. Да. Не ви коментирам.